На телефонска линија треба да го имам колегата Денис Сулејман од Сдруженијето на новинари да поразговараме за неколку важни работи што се случија изминатите денови, но и за некои регионални состојби поврзани со медиумите. Секако не смеат медиумите да бидат изоставени и од известувањата за состојбите и за се она со кое што се соочуваат медиумските работници. Денис, добро утро. Добро утро, Кристина. Поздрав до вас и до гледачите. Прво, вие дали се пазите доволно од коронавирусот, сепак со мало дете, како се справувате со целиот овој период? Да, со мало дете секогаш малку потешко и да се работи, веќе нели има потреба повеќе внимание околу него, меѓутоа се трудиме, се дезинфицираме редовно, мачкаме раце, миеме раце, така да правиме се што можеме. Денис, изминативе денови се случија немили настани, а колешка од Слободен печат беше нападната од еден портал со, можам да кажам, доста сексистички наслов. Каков е ставот на ЗНМ, како вие гледате на оваа работа, со оглед на фактот и дека не станува збор за напад од политичар или бизнисмен, како што е тоа вообичаено случај, туку од други колеги? Да, вчера морам да признам и јас и колегите во Сдруженијето, практично бевме ужаснати од насловите и текстовите кои што беа објавени против колешката Мирослава. Апсолутно го осудуваме говорот на омраза, сексистичкиот говор, кој што, како да кажем, за жал во некои медиуми се појавува од време на време. Ја дури не би ги оставил како медиуми тие портали. Како што кажа и ти, кога доаѓа тој говор од страна на политичари или од гледачите е една работа, меѓутоа уште позагрижувачко кога доаѓа од самите колеги. Значи тоа говори за недостиг на солидарност, за недостиг на за жал на култура и апсолутно е за осуда. Сепак, навистина сите бевме ужаснати од таквите скандалозни настани, но ова не е ниту пак единствен случај во изминатиот период. Може би барем мојата перцепција е таква, може би е намален бројот на физички напади врз новинари, но говорот на омраза и како станува новото оружје и секако овие вербални напади. Каква е вашата статистика за нападите врз новинарите? Ако не се лажам, и регионалната платформа на Западен Балкан, во која што и членува Сдруженијето на новинари, исто така води една статистика за напади на новинари врз која што после прави анализата за слободата на медиумите. Да, би дал и контекст малку за околу регионалната платформа. Тоа е платформа во која што учествуваат новинарски здруженија и синдикати од земјите од Западен Балкан. Тука значи учествува нашето здружение од Северна Македонија, учествува независното здружение на новинари од Србија, новинарското здружение од Хрватска, новинарското здружение од Босна и Херцеговина, од Косово и синдикатот од Црна Гора. Во рамки на платформата, како што најави, водиме и регистар на напади, закани и трендот така генерален е дека не се намалуваат нападите во земјите на Западен Балкан. Значи дури во одредени земји има и нагорен тренд. Да речеме во текот на 2019 година, вкупно во земјите од регионот се забележани 134 инциденти, од кои 30 се напади врз новинари, 42 има закани кон новинари, 40 други видови закани кон новинари, 17 напади врз медиумите и медиумските организации и 5 закани кон медиумите и медиумските организации. Како стоиме ние во таа статистика? Да, кај нас физичките напади
во последните 2 години се значително намалени, односно минатата година имавме 1, оваа година физички напади се уште немаме, меѓутоа како што најави и ти, вербалните напади, особено на социјалните мрежи, се во голем пораст. Речеме, оваа година веќе кај нас имаме забележано 7 вербални напади. Се доста повеќе од минатата година, каде што беа забележани само 3 или 4. И тоа е проблем. Исто така проблем е и процесирањето пред надлежните судови на овие вербални напади. Пред некое време за нама имаше и таква анализа дека недоволно се процесираат нападите. Денис, оно што сакам да те прашам е дека во овој период на корона, пред известно време ги подсетивте членовите на Сдруженијето на новинари дека може да добијат бесплатна правна помош во случај да се било како нападнати. Да ни кажеш детали за ова, за оние колеги кои можеби не знаат каде и како да се обратат? Да, значи Сдруженијето на новинари на Македонија веќе подолг период обезбедува бесплатна правна помош. Обезбедува бесплатна правна помош за своите членови. Правната помош, како што најави, се може да служи кога, односно членовите може да ја користат кога се тужени или кога се жртви на напади. Оваа година, освен во овие два случаи, обезбедивме правна помош и за новинари кои што сакаат да се консултираат во врска со авторските права. Бидејќи по последниве години, да кажам, често пати се случува тоа превземање на текстови, слики, видеа и се јави како потреба од самите членови, така да од оваа година имаме и таа можност. За да може членовите да ја користат правната помош, единствено треба да ни се обратат или на нашиот мејл, или да дојдат лично во канцеларијата на ЗНМ. Токму така, авторските права се еден од најгорчливите проблеми со кои што се соочуваме. Кога веќе ја спомена канцеларијата, дали ја отворивте канцеларијата или се уште работите од дома? Да, канцеларијата веќе 2 недели е вратена во функција. Така да секој работен ден од 9 до 5 има луѓе во канцеларијата. Денис, сте го заокружиме овој разговор, нешто што презема ЗНМ, тоа е отворање на секции. Веќе знам дека ја отворивте секцијата за сниматели. Дали се размислува за спортска? Какви се плановите за следни активности? Да, како што спомна, формирана е секцијата на сниматели, меѓутоа исто така формирана и секцијата на спортски новинари. Таму веќе имаат избрано и раководство. Во рамките на првава секција на сниматели веќе имаше и 2 поголеми активности. Едната е работилница се одржа за снимање и нови техники на снимање на интервјуа, што се одржа во Дојран при крајот на годината. И исто така беше издаден и приречник за етичко и професионално снимање за професионална, безбедна и етичка работа на снимателите во медиумите. Сега имавме во план за почетокот на годината да се одржат и пар активности за секцијата на спортски новинари, меѓутоа ова со короната малку не затекне и за жал ќе мора и активности да бидат одложени до периодот кога ќе може нормално да се действува. Исто како и сите активности во спортот, впрочем. Апсолутно, да. Иначе има иницијатива и за формирање на 2 нови секции. Едната е за секција на млади новинари и втората е секција на истражувачки новинари. Така, Денис, благодарам за ова вклучување во утрински брифинг. Секако нема да останеме глуви и неми на состојбите кои се однесуваат на нас, медиумските работници и на сите оние негативни општествени работи кои ни се случуваат. Ти благодарам уште еднаш за ова вклучување.